Некој ќе рече, ова е работа на градот Скопје. Не е работа на градот Скопје, бидејќи станува збор за главниот град на Скопје, во кој што се концентрирани по сите основи главните содржини на државата и по неговото значење и обем и степенот на загадување без интервенција на државата не може да се реши овој проблем. Оно за што говореа колегите Меркадули, Стојановски и колешката Шекеринска, само ќе го надопнам со една работа. На страна очигледниот бизнес интерес помеѓу владата и поединците во неа, кои што се играат пинг-понг. Кога треба да направи владата гест, ќе се повлече, они ќе направат поголем профит. Кога ќе им затреба некој друг политички пинг-понг, наводно заради јавноста ќе ги заострат наводно критериумите. Јас неодговорно тврдам дека оваа акција сега или појавување по-интензивно на представниците на владата, кои што наводно, ќе видиме, ја велам наводно, бидејќи со нив никош не стана чисто, сега ќе ги регулирале критериумите на загадување во Скопје, е според мене две причини. Првата се тие, за што говоревме претходно, партиско-политички комбинатури околу председателските избори и во таа смисла доминантно се водат работите, и втората работа е она што го отвори опозицијата. А тоа се советниците во градот Скопје и ние како пратеници, кои што ги пласиравме дел од информациите преки медиумите, а тоа е степенот на загадување кој што достигнува алармантни граници во Скопје. Да не се случи овие два момента, да нема следната година председателски избори и да не го отворевме ова прашање врз база на параметрите во овој момент, јас сум убеден дека ниту Ставровски, ниту Груевски, ниту било кој друг ќе дадеше изјава во кој што наводно ќе го почитува скратениот рок за инсталирање на овие филтри, знаејќи дека тоа е невозможно во следните неколку месеци. И затоа велам, оваа драмолетка, ова е приказна за мали деца, ќе има друг епилог до и непосредно по председателските избори. Да ја подсетам за една изјава која што даде Груевски. Тој побара од фирмите, кога ги собраа таму 1000 луѓе, рекоа многу ги сакаат, а пред таа средба и после таа средба инспекциите седеа во автобуси и во колите на УЈП, на Трудова, на Пазарна и ги подсетуваа дека треба да отидат во Александра Палас и да му аплодираат на премиерот. Не бере Мао Цетун кога им ги држи заповедите во културната револуција во Кина. Например, Топлификација, која што сега ја продаде дел од својата дејност на исто така чудна фирма, БЕК, Balkan Energy Group, имаше обврска да ги гасифицира своите топлани, енергетски топлани. Најавија и ветија дека, например, топланата Запад во сред Тафталиџе до студентскиот дом Гоце Делчев ќе биде гасифициран уште пред 3 години. Цело време го одлагаа рокот. Лично сум се обидувал да добијам податоци за состојбата на загадување со сулфур диоксид и сулфур моноксид во Тафталиџе, каде што е алармантна. Ниту еден податок не можеше да се доби од Министерството за животна средина или од инспекторатите. Наводно, допрва се мереле. Она што се случува во Железара, не од вчера, и колегата Стојановски живе непосредно во таа близина, во автокоманда, и тоа качете се малце повисоко на водно, зашто говоревме денеска, ќе видите за кој степен на загадување станува збор. И конечно, владата дозволи не само кај граѓаните да увезуваат половни автомобили, туку таа дозволи да увезуваат драматично стари Евро 0 и Евро 1 стандарди, автобуси и камиони, кои што произведуваат 10 до 20 пати, некојаш и 30, во зависност од состојбата на дизел моторите, повеќе тврди честички покрај оние хемиски соединенија кои што ги спуштаат во воздухот. И сега ме интересира, каде е тука општествената одговорност на владата? Точно дека фирмите треба да ги инсталираат овие филтри. Да ја подсетам, затоа и секој Ставровски кога ќе треба да го прашуваме бега. Дали тој се фали дека им дозволи на фирмите да реинвестираат својата добивка со 0% на данок на добивка? Тоа го повторува нон-стоп. Ме интересира, ако на фирмите им е дозволено при создавање на добивка, која што би ја прикажале во балансите, да ја реинвестираат со 0% данок на добивка, зошто ниту една од овие фирми, сега за што говориме, не инвестирала ниту еден денар
во нешто што треба да им представува обврска. Или не остварила добивка, што ми е чудно, заради високите цени на металите што ги произведуваат на светската берза, иако и таму има осцилации, сепак тие се во позитива, или никој не ги контролира, ниту ги насочува. Но сакам да кажам дека постои двосмерна, на кај конвергираат во една негативна точка за граѓаните ситуација. Владата води политика која што индиректно дозволува и стимулира загадување, а и фирмите кои што таа треба да ги контролира го прават истото тоа. Резултатот, Скопје е ужасно загаден град. Оваа статистика за што се говори денес, каде 1350 лица граѓани за жал починуваат како ефект од ново загадување, може да се пресмета, иако тоа здравјето нема вредност, велат, за тој кој што ќе го изгуби, така е. Не да Боже за тој кој што ќе го изгуби здравјето. Но во Америка или во секоја нормална демократија и економија, тоа се пресметува и со пари, бидејќи на крајот лечењето чини средства, дали во јавното, дали во приватното здравство. И нормална економија инвестира нешто да превенира, да не се случи, и се води од општествената одговорност. Нема никаква логика Груевски од една страна да им вели сега, но текна после толку време, сега ќе бараме тие да ги стават филтрите. А пред 3 години и ден денес ни Скопје, ни Македонија се возат автобуси и камиони со Евро 1. Во Европа на сила дека 3-та година е Евро 5 стандардот, а од сега ќе започне да важи стандардот Евро 6 за емисија на издувни гасови. Значи Македонија е 6 места пониско во таа класификација. Затоа ниту еден камион или автобус кој што го увезуваме од Европа и се чисти од своето ѓубре, не може да вози во земјите членки на Европската унија да добие тир карнет. Резултатот е тие остануваат во Македонија и во таа смисла го загадуваат градот Скопје. Мене ме интересира, не сум чул податок и овие адвокатни или кинески автобуси кои стандарди ги имаат. Бидејќи познато е дека кинеската технологија на производство подразбира откупување на стар тип на мотори, кои што се 5 до 10-15 години постари од познатите концерни, за да по истекот на лицензните права и индустриските права на познатите светски компании, тие може да ги копираат и да ги произведуваат. Значи и тие не се на невисоко ниво, а се платени како да се исклучително нови и квалитетни. Сума сумарум, мора од некаде да се почне. Изјавите декларативни, кои што сега се даваат заради партиско-политички и во представ на председателските избори и заради притисокот очигледно на јавноста, нема да водат сами по себе со плод. Скопјани се сеќаваат, по старите, дека некаде во средината на 80-тите години, кога се уште економијата работеше со полна пареја во Скопје, па железара работеше со полн капацитет, па имаше стаклара, па имаше цементара, па имаше треска во Скопје, па имаше купром во хром и така на серија на охис, да не го заборавам, алкалоид во полн капацитет, пивара и така натаму, чи фабрики внатре во самиот град. Имаше месеци, тоа да е најчесто февруар, март и така натаму, кога имаше по 20, 30, 40 дена магла и не се движеше низ градот. Сега, благодарение на пропаднатата економија, тоа загадување од тој карактер е намалено, но погледнете го парадоксот. Повторно загадувањето со тврди честички, што до тогаш не беше случај, е драматично високо со постоење само на една фабрика. Тој е комплекс од фабрики во старата железара и усија која што се прилагодува на новата технологија. Ништо друго не работи, се е затворено, и Скопје пак е загадено. И говори колегата Стојановски околу ружата на ветровите. Во Скопје чисто се дише само кога дува северен ветер. И тогаш може човек со човек да се види нормално. Во сите други денови има видлива на блиска дистанца загаденост. А ако не треба да бидеме, да подсетуваме, дека се качиме на средноводно или уште и пониско од тоа, има сива покривка во Скопје.
клучната работа ако владата не се врши својата работа и стимулира загадување, ако фирмите играат топло-ладно, односно владата ги балансира во зависност од политиката и моментите, како да го решиме проблем? Само врз база на стриктно почитување на законот и на барање на финансиски средства, па на крајот на краиштата, фирмите ако бидат делно, тогаш владата нека биде целосно општествено одговорна. Конечно, тука завршувам, веќе станува очајно и провидно во исто време, морам да кажам, да секогаш кога има сериозен проблем, искачан премиерот на нарачано прашање и вели ги повикувам институциите да реагираат. Кои институции? Опозицијата? Кои? Кого повикува премиерот? Институциите во Обединетите нации, во Европска унија. Па тој ги води институциите. Комплетни серија на вакви однесувања. Например, вчера излегува и вика го повикува Министерството за внатрешни работи да ги пронајде сторителите и да ги казни сторителите на тепачките во автобусите. Па тој кого води? Ако тој го повикува Министерството за внатрешни работи, кого да повика Министерството за внатрешни работи? Гатачи? Да ги најдат тепачите? Тие си се повикуваат едни со други. Ги повикува Министерството за животна средина да овозможи да нема загадување. А тој, кој министерство води? Нели владата е колективен орган? Колективни ги носи одлуките. Фали уште да рече, ги повика претениците од власта, бидат и да дуваат со авила за да се растераат загадувачките облаци и тврди честички. Че станува збор веќе за ефтина и провидна игра во која што веќе има и човечки жртви. Не е само веќе очекуваната штета, луѓе умираат. И се зголемува бројот, погледнете ги медицинските науди, на луѓе кои што заболуваат од деодробни заболувања покрај хроничните или болестите на модерното време, кои што се иманентни и за Република Македонија, особено за град Скопје. Но факторот кој што стимулира дополнителни тешки заболувања со смртоносни последици представува и ова загадување. Во услови кога 80% од поранешната скопска економија не работи, фабриките се замрени, дел од нив стануваат или магазински простори, или се трансформираат во стамбени комплекси. Само железара остана да работи усија. Ништо друго не функционира од поранешно Скопје. И пак загадувањето ни на ужасно високо ниво. Тоа е факторот на камионите на автобусите, како тешки загадувачи, тоа е зголемениот број на автомобили во Скопје со половини, со лоши карактеристики. И сега, од кога се биде дека тоа директно придонесува за загадувањето, владата повторно ќе јудри под джебот истите оние кои што има возможи да купуваат ефтини, но неквалитетни автомобили. Но пак мислам дека големиот проблем представува тешката индустрија и тешките возила кои што таа возможи и ден денес може, за жал. И ден денес може да се купуваат од странство, ако веќе најдете во Западна Европа таков крш како што се носи во Македонија и нормално тие се чистат заради еколошките стандарди, ние во Македонија дополнително се загадуваме. Да ја подсетам дека станува збори за уште една работа, чека дека тука ќе сеават и битолските пратеници од власта. Ние имаме сериозен проблем со загадувањето кој што го произведуваат и термоелектраната, тоа е Битола, и со прогресот кон Европската унија, ако воопшто оваа држава го има начело со Груевски, ние ќе треба да се определиме за таков тип и за драстично зголемување на обновливите извори на енергија. За таа сметка Германија ги затвараше нуклеарките и се уште извезува струја. Македонија ја намали цената на задолжителен откуп на струја произведена од обновливи енергии, само за да се купува струја од приватните фирми блиски до фамилијата странство. И тој е уште еден дополнителен фактор кој што ќе видиме за некој време ќе ни се одрази во комплетното загадување. И на крајот, срамота е и јас како член на опозицијата во Комисијата за надворешна политика или дежурната во наводници зелена, иако тоа е најмалку, Лиле Поповска, да бидеме единствените кои што говориме или СДСМ и Лиле Поповска за можноста да се уништува хемиско оружје на 60 км од Македонија во Албанија. А владата да не каже ниту еден збор. Толку покажува за незината, односно немањето
на одговорност за оваа држава, кога на 6 километри до Предвадена беше известно дека ќе се уништува хемиско оружје од Сирија. Албанскиот народ во Албанија се дигна, албанскиот народ во Македонија протестираше преку невладините организации, опозицијата реагира на тоа прашање, само овие задоените и заборавени во бизнес интереси воопшто не го ни третира ова прашање. И после, колеги опозиционери, да не се чудите што тие не приметуваат дека во Север Скопје кај што се движат, што ние се движиме како низ магла. Благодарам.